Почитувани слушатели, тоа беше Васка и Илиева со незините прекрасни песни. Васка е секогаш и ќе остане во историјата на македонскиот народ, забележана како една од најзначајните личности, со тоа што Васка беше и од оние естрадни уметници кои не подклекна на пропагандите, кои не подклекна на условите во да ми кажувате дека се меша. Знаев дека ќе се мешаат и други јазици, затоа што песната од Васка снимена беше во моно, а не со еден звучник, и затоа влегуваат и други гласови. Се извинувам, почитувани слушатели, требаше подобро да се спремам. Нормално дека моја е грешката. Но сакам да се, ќе наместо да го слушаме Крсте Црвенковски од 68 година, сакам јас да се осврнам на актуелните состојби во Република Македонија, кои, како да кажам, ние македонците како да продолжуваме и понатаму да предиме како мачиња, наместо да покажеме заби и да ја заштитиме она македонска држава која е извојувана со крв на македонските илинденци, па и предходните, Кресненското востание, па Македонското востание 1876 година. Сега доведени сме во состојба да се срамиме и да не смееме да кажеме дека сме македонци, туку на секаде каде што се оди се избегнува тоа, се кажува дека граѓаните на нашата држава, граѓаните на вашата држава. Многу ретко ќе слушниме тек тук, што велат старите, ќе слушниме од и новата власт во Република Македонија да со отворено срце, со полна уста, да кажи дека ние сме македонци, да, сме македонци, со македонска култура, традиции, со македонски јазик, обичаи и така натаму. И таа држава постои заради македонскиот народ. Инаку сите народи си имаат своји држави. Грција постои заради грчкиот народ, Албанија постои заради албанскиот народ, Србија постои заради српскиот народ. И Косово го создадоа на сила, со бомбардирање во 99-та година, но го отцепија од Србија и прават независна држава, кои доаѓаат во Република Македонија од Косово сега да ни солат памет и да ни кажуваат како во Република Македонија не работаат институциите, Уставниот суд, собрание и така натаму. И сведоци бевме на повеќе гафови, на повеќе истапи на Африм Гаши како председател на собранието на Република Македонија, кој се однесуваше
како во стилот на западните каубојци, во времето каубојците со индијанците и големи пиштолџи. Но воопшто, еве сега повторно велам, свиткана ни е опашката како мачето назад и мјаукаме, но сакам да ги истакнам позициите, односно состојбата на бранителите од 2001 година. Каде се бранителите, почитувани вие во институциите на Република Македонија? Зошто се плашите да го изгласате законот за оштета на фамилиите? Па ние загубивме пред терористите и од терористите на УЧК, и тоа го кажувам со отворена уста, отворено срце. Тие беа терористичка организација, така беа формирани, така беа наречени од НАТО и од другите големи сили, кои позади грб ги подкрепуваја за да напаѓаат од Косово. Знаеме ние дека Македонија беше 2001 година нападната од заштитниот корпус на Косово со подкрепа на НАТО и на Америка. Ова што го прави денес паралелно Америка и Британија со Украина и Русија, зашто покасно ќе стане избор, некаде на крајот имам забележано, чинам, Путин, Бајден и Зеленски. Каде е проблемот? Проблемот, особено со бранителите, сакам да се вратам назад. Бранителите во ниедна држава во светот не би биле проблематични како што се години поминаа, додека се направи нешто подобро за бранителите. Меѓутоа, апсолутно ние не гледаме нешто подобрување, туку повторно виткање на опашката како мачката и бегање од одговорноста. Еден ден ќе треба да се соочите, тогаш ќе треба да се соочите дека тие бранители кои беа во војската, во армијата на Македонија, кои беа во полицијата и оние доброволци кои ја одбранија Република Македонија 2001 година, треба да имаат барем едно достоинство, барем еден медал за храброст да им подарите, еден медал за храброст. Еве сега се поставува некаков закон за да не се изгласа. Предлог за да не се изгласа. И од друга страна, наместо подкрепа од македонците, наместо подкрепа од сите македонски политички партии, чинители и така натаму, ние во Собранието на Република Македонија како да имаме мачиња, како да мјаукаат. Па луѓе, вие за да сте во Собранието, тие ги дадоа животите. Некои од нив се споболија, некои од нив заминаа болни, некои од нив патат психички. Не знам дали тоа воопшто го разбирате вие, дека тие луѓе патат од таа војна. А од друга страна ги наградивте терористите од председатели, односно, председатели на Собранието, па премиери, па министри за одбрана, па министри за внатрешни работи, па не знам за надворешни работи, па институции, па двојазичност му се даде на цела територија на Република Македонија. И каде се тие, каде е таа ваша храброст да застанете, да им помогнете на фамилиите, односно да ги поканите фамилиите во Собранието на Република Македонија, едно цвеќе да им дадете на нивните мајки, на нивните сопруги, или на нивните жени, или на нивните браќа и сестри, ако немаат нешто поблиско. Барем едно цвеќе да им дадете, ако не можете да соберите храброст, да им дадете орден, медал за храброст, за одбрана на татковина. Еј, народе, вие кои сте во Собранието, вие кои сте во владата, замислете да сте биле на нивно место и да фрчеле куршуми околу вас, а не 1000 евра околу вас, и убави столици, и шетање, и авиони, и патување ваму, па сето тоа на сметка на македонскиот народ. Еден ден ќе треба тоа да си го
ставиме прстот на умот. Ајде сега бранителите, не знам што ќе направите, меѓутоа песимист сум јас дека ќе извојувате победа со законите. А можете, имаме сега, имаме во собранието 58 пратеника се на ВМРО ДПМН, 6 се на ЗНАМ, 6 се на Левица и 15 предлагачите се сега од СДСМ, како да немаа време 8 години да го поминат тој закон, сега го предлагаат, меѓутоа и сега нека го предложат. Сигурно ќе има и 61 просто мнозинство за да се изгласа тој закон. Толку околу бранителите што заслужуваат почит. Меѓутоа, каде се и уставобранителите? И уставобранителите се во затвор. Значи, се што е македонско-патриотско, се е тргнато настрана на маргините. Се е станато настрана. И еве сега, ако се појави еден Николовски, министерот кој му врате на Бојко Борисов, Александар Николовски, и ние сите му аплаудираме затоа што луѓе, мили луѓе, златни луѓе, па ние немаме слушнато некој се спротистави. Ние немаме некој да слушнато се спротистави. Еве дојде вчера од Косово председателката на Собранието на Косово да ни кажува нас како треба да работи Уставниот суд на Република Македонија. Па Уставниот суд на Република Македонија е надлежен да пресечи за уставобранителите, за бранителите, надлежен да пресечи дека незаконски и антиуставно е донесена двојазичност на Македонија на цела територија. Зарем вие не го знаете? Да, го знаете. Меѓутоа, зашто не зборувате околу тоа? Зашто не се залагате? Зашто тоа не направи едно цунами да направат медиумите во Република Македонија со барање? Вчера го слушам од Сител Маријан Николовски, наместо да зборува како што треба со Александар Николовски министерот, тој го напаѓа зошто му се вратил на Бојко Борисов. Па кој е Бојко Борисов, пожарникарот, да кажува дали Александар Николовски министерот требало да се замени од министер и да напуштил и од владата и од пратеник и не знам од каде, и дека повеќе нема се сретнуваат. Жално. Навистина, жал ми е што дотаму сме дојдени и со уставобранителите. Имаат некоја акција сега, некоја активност, добивам писма, соопштенија, дека ќе се покренат законски чекори за ослободување. Меѓутоа, до кога? Од 27 септември 2017 година до сега поминаа 7-8 години, па нивните деца израстија. Па нивните оние што се постари, нивните сопруги веќе станаа остареа. Па нивните дечиња кои беа ќерки и синови кои беа по 20 години тогаш, сега се по 27-28, некои од нив се оженија, некои од нив се омажија, меѓутоа без таткото. Свадби без татковци, без мајки, без каква ќе биде таа веселба? И каде е вашата храброст? Вие за тоа сте избрани, за тоа сте пратени во собранието да ги решавате македонските национални прашања. Двојазичноста истегнавте до Гевгелија без потреба и трошење на финансиски средства. И сега, за да се брани тоа, отворат нов проблем. Се отворат политичарите нов проблем. Требало Албанска академија. Зарем нема место во академијата на Македонија за албанци, научници, за албанци од културата, за албанци од литературата, од образованието? Има место, меѓутоа што прават? Се прави паралелна држава. Паралелна држава. Немаме знамиња, не се почитуваат знамињата. Да не ми кажува некој сега дека има знамиња која ќе тргнеш од Тетово во Гостивар, во Кичево, надолу пак до Струга. Никаде нема македонско државно знаме. Пред некој ден го гледав Александар Видиневски од Канал 5, имаше снимка од 5 минути. Ни Скопје нема
македонски државни знамиња. А пак да не зборуваме за ова позади мене што е националното знаме на македонскиот народ. Тоа е забрането во Македонија. И како може да е тоа забрането, а да бидат озаконети знамиња на туѓи држави? Навистина жално е. Во минатата недела, не ова претходната недела, на фудбалскиот надпревар помеѓу Шкупи и Шкендија, картите беа испечатени со карта на голема Албанија, со карта на знамето на Албанија, на соседна држава, со историски личности на соседна држава, во Македонија. И велите, пазете, велите, спортот е спорт, во спортот нема политика. Па од спортот почнува политиката. Песната не знаела за граници. Како не знаела песната за граници, кога стотици наши македонски песни се забранети да се пеат во Грција, беа забранети да се пеат во Југославија, забранети да се пеат во Бугарија и на други места. Значи има, политиката од таму почнува. Кога станува зборот за државните знамиња во Западна Македонија, која е целта на политичарите, на Али Ахмети и другите, сите се исти за мене? Целта е да се направи една федерализација на Македонија, не се емитува химната, не се почитува химната, не се истакнува државното знаме, а пак од друга страна од македонските политичари и македонските министри немаме никаква реакција. Апсолутно немаме никаква реакција. Да му се каже, чекај, застанете, дека не може тоа така. Ако не беа македонските бригади, ако не беа македонските партизани 1941-44 година, каде ќе имавме ние држава? Кои се тие бригади сега што нас не прават граѓани? Таму пишува АСНОМ, антифашистичко собрание на народно слободување на Македонија. Не граѓанско, не беше граѓанско, тоа беше народно, македонскиот народ. Се приклучија нормално и мал број од малцинствата, а особено од балистите, тие беа на страната на Италија и со Хитлер. Джемо, Хасао и другите. И денес ги имаат спомениците во Симница, во Гостивар. Сашо Узунов го поставе тоа прашање, меѓутоа никој не сака да одговори на тоа прашање, ниту сакаат да отидат во Симница да ги видат фашистичките споменици во Македонија. Ние сме една од државите кои го храниме фашизмот во Европа. Наспроти државите кои се борат против фашизмот. Сакам да кажам збор-два и околу изјавата на председателката Гордана Силјановска-Давкова, кога беше во посета кај македонската заедница, а исто така беше во посета и кај албанската заедница. Кај македонската заедница прочитав каде што кажува председателката дека македонците иселеници се амбасадори во државите каде што живеат. Председателке, да, ние сме, се бориме и го имаме зачувано нашето чисто македонско изворно. Воопшто на никој не му се мешаме, не ги спориме нивните права, меѓутоа и нашите си ги бараме до крај како што треба да бидат. Ниту ги рушиме уставите, ниту па ги рушиме законите, ниту па правиме проблеми во државите каде што живееме. Воопшто нема македонец осуден како што тоа се прави со некои други личности кои се осудуваат, и кога тие ќе бидат осудени за нешто, се кажува дека македонец го направил зло делото. Меѓутоа, ако станува збор за нешто да биде добро пофалено, тогаш е граѓанин од Северна. И до кога со тоа Северна? Сега биле македонците амбасадори. Председателке, зошто вие на средбата сега со Муцински, со Герапетридис, со министерот за надворешни работи на Грција,
не му кажите на него дека македонците во Грција се амбасадори и за зачувување на македонската култура, на македонската песна, на македонскиот јазик, на македонските традиции и обичаи? Зарем не ги гледате оние панајѓури по селата ни од Драма, Кавала, Солун, Негош, па Воден, Каљари, па Костур, па Лерин и така натаму. Стотици тие ора кои се играат, песни македонски кои се пеат. Не се ли тие амбасадори на македонскиот идентитет? Сакам да ве прашам и сакам да ве охрабрам, председателке и премиерот и пак Тимчо Муцински, како министер за надворешни работи, да го направите тоа без страв, да им кажете на грците дека имаме амбасадори ние во северниот дел на Грција, кои зборуваат поинаков јазик од грчкиот јазик, кои се македонци, кои се нарекуваат македонци да бидат така. Исто сакам да подсетам, зошто треба сега со Преспанскиот договор? Нели бевме ние 8 години во првите борбени редови, заедно со сите вас, кои дојдовте сега на власт, дека ќе бараме промена, односно поништување на Преспанскиот договор. Меѓутоа, наместо поништување, ние ги слушнавме зборовите дека Преспанскиот договор, да не се лажиме, преточен е во законите на Македонија и преточен е во уставот на Македонија. И тука ставаме крај. И како ќе го вратиме? Немало начин како да се врати името на Македонија. Господа политичари, вие кои сте министри на италијански или така мислам дека значи дека се службеници или служите, а пратеници исто така вие сте пратени за да извршите работата што ја ветувавте во изминатите 7-8 години. Името историското на Македонија треба да се врати и на никого не му штети тоа и па ниту ние имаме некакви иредентистички претензии како држава, па ниту можеме тоа да го направиме ние. Ниту можеме тоа ние не можевме да го направиме уште во времето на Љупчо Георгиевски, кога маса на народ беа послушници, трчаа по Љупчо, па бацвај му рака, па гали му ја брадата, па бери по $20, $50, по $1000 за Љупчо Георгиевски, а тој наострен убаво од бугарската разузнавачка служба да ја заведи и емиграцијата и македонскиот народ. После оние тешки години, секако дел од македонскиот народ помина тешки години во Југославија. Љупчо знаеше тоа да го искористи и денес е најголем богаташ во Македонија. Најголем богаташ е. Рече дека Конгресот втор на ВМРО од Прилеп ќе го пресели во Солун. Кога отворено, што велеат нашите на открито му се кажа, еден јас бев што на радиото му кажав дека лажи, дека тој не може да оди во Солун да држи конгрес и зошто го лажиш овај македонец, овај македонски народец. Како ти ќе појдеш во Солун, кога Грција има 370.000 наоружана војска, плюс Грција е во Европската Унија и згора на тоа, господине Георгиевски, тогаш се сеќавам му кажав дека Грција е членка на НАТО, со што ти ќе одиш во Солун? Па ниту појде, не појде тој во селото Негочани на граница, а не да оди во Солун. Но сепак, ете, уште го сметаат за икона на македонскиот народ Љупчо Георгиевски. Повторно ќе се навратам на амбасадорите. Да, македонците кои се надвор од Македонија со отворено срце и искрено на властите каде што живееме, ние им кажуваме дека сме ние етнички македонци со македонски јазик посебен. Нема друг македонски јазик во светот. Нема друга македонска култура која имаат како ние што имаме македонците во Австралија, Канада и Америка и дел од нас во Европа. Нема такви и други. Да, амбасадори сме. Меѓутоа треба да соберите храброст да им кажете и на бугарите
дека во Пиринска Македонија, како што зборувате, јас ве подкрепувам за вашата заложба, сега што се спротивставувате на договорот со Бугарија. Меѓутоа, тој договор треба дополнителниот договор што е тој првиот е катастрофално штетен, уште во преамбулата на првиот договор пишува дека имаме заедничка историја. А во член 8 да не правам муабет. Јас да бидам искрен, очекував дека комисијата за историја и образование дека ќе биде поништена со Бугарија. Дека таа политичка комисија нема никаква врска со науката. Нешто нема со историјата, ниту со образованието има врска апсолутно. Таа комисија е наменета за политички прашања. И од наша страна, и од нивна страна. Се смена старата комисија, дојде нова комисија. Јас сум против тоа, нека ми простат моите колеги историчари, меѓутоа не треба да седат на столовите на таа комисија. Исто така и за комисијата што ја води Виктор Габер. Што ние имаме видено од Виктор Габер начело со Кица Колбе, што ја водат комисијата за образование со Грција. Што тие ќе направат? Знаеме што ќе направат тие. Ќе направат тие една работа. Ќе осакатат историјата на македонскиот народ. Ќе ја злоупотребат, апсолутно ќе ја злоупотребат. На кого им смета историјата на македонскиот народ? Оние што имаа лапнато дел од Македонија. Оние кои држат под канџи, под робство, ги држат и ден денес македонците, да не можат да се кажат дека се македонци. И покрај 16-17 пресуди на судот во Европа, и покрај сега опомените на Советот на Европа, дека Бугарија треба до декември да ги исполни барањата на судот, меѓународниот суд, Бугарија си ја тера својата песна, тие си имаат свој слоган. Слогата прави соединението. Не знам како му е така нешто на собранието. Треба и ние да се обединиме околу македонските национални прашања. Јас ќе ве подсетам 97 година кога Алајдин Демири од Тетово, градоначалникот кога беше тогаш сударот на полицијата околу симнувањето на албанското знаме. Алајдин Демири тогаш ми рече дека Ицо, ти што се залагаш за тоа, за македонска нација, пропуштено е. И многу тешко дека ќе дојдеш до тоа. И зошто вас ви е тешко во собранието и медиумите и на другите места, наместо граѓаните да кажувате македонска нација? Во таа македонска нација, во тој состав можат да влезат и македонци, и албанци, и грци, и турци, и власи и така натаму. Зошто граѓани? Апсолутно не се сложувам со тоа. И доаѓаме до истиот став што го кажуваше Зоран Заев, дека единствено решение и спас за Македонија Европската унија. Не е, браќа, не бе почитувани пратеници и министри. Не е Европската унија кога спас, кога во Италија загубија, се против Европската унија, во Франција се против Европската унија, Британија излезе од Европската унија, Чешка е против Европската унија, Унгарија е против. Еве во Германија сега и најновите избори покажаа дека се против Европската унија. Само за нас Европската унија бил единствениот излез. Не е единствениот излез. Туку нас не местат таму за да не обезличат, да ни го вратат Берлинскиот конгрес 1878 година. Сан Стефанска Бугарија 1878 година. И што прават сега со нас? Ова што прават со Украина. Америка им рече ќе се бориме ние против Русија до последниот украинец. И што прави Зеленски? Ја препродаде цела Украина. И кој е виновен? Виновен е, викаат, Путин. Путин е окупирал Украина. Не, Путин не окупираше Украина, току Путин создаваше една зона да се одбрани Русија од опколувањето на НАТО и на Америка. Русија не е во Мексико, Русија не е во Канада, Русија не е во Куба, Русија не има заобиколено
Америка па да се плаши Америка од Русија. Обратно е. Америка сака да ја пикни Украина во НАТО. Сите балтички држави, Латвија, Литванија, Естонија се во НАТО. Финска е во НАТО. И Казахстан сака да таму да ги стават тие во Грузија сака да ја пикнат во НАТО. И сега кој од кого треба да се плаши? Русија има империалистички сили. Русија нема такви амбиции да ја нападне Полска, да ја освои. Ниту има пак сила и војска. Ниту има сила да се бори против толкава силно НАТО како што е. Меѓутоа, одличниот став на Путин, одличната одбрана на Русија од инвазијата на НАТО и она од 1991 година, онај договор кој го подпишаа, меѓутоа излезе скришниот договор дека целите на Америка се Русија да се распадне на 3 дела: Азиска Русија, Сибирска Русија и Европска Русија. Од тоа Владимир Путин им бараше да влезат, да станат 2000 година, да стане Русија членка на НАТО. Меѓутоа Русија беше одбијана да биде членка на НАТО. Владимир Путин побара 2007 година во Минск на состанокот со Америка, Германија и Британија да се заштитат русите што се во западниот дел на Украина. Наместо тоа тие ги пуштија Азов батальоните, фашистичките батальони, убиваја, кастрираја руси таму, не знам што правеа, се изживува. Тоа им го укажуваше Русија. Путин им го укажуваше и Мајден, она револуцијата која беше 2014 година, која го направија преврат со Сорос и со сите други овие богаташи, дека тоа што го прават не ќе може да помине, ќе мора Русија да се одбрани. Путин и на состанокот на самитот на НАТО во Букурешт им рече дека не доаѓа во предвид Украина и Џорџија да бидат членки на НАТО и нема никогаш да бидат. Меѓутоа тоа не го разбираат британците и американците. И еве сега до каде се дојдени? Дојдени се до овој степен што Зеленски за да се спаси својата сопствена глава од сопствениот народ кој го испусти околу 10 милиони, 20 милиони се иселени од Украина. Зеленски ја испродаде на богаташите на Америка цела Украина и Зеленски и за да обстани сега единствен излез му е нуклеарна војна. За тоа бара тој ракети со долг за длабоко напаѓање на Русија, да ја нападне Москва, да ја бомбардира и така натаму. И за возврат, нормално, тоа е секундарно, русите ќе возвратат од каде што се напаѓа и од каде што се земени. Се знае дека Зеленски нема персонал кој може да ги раководи тие ракети со долг дострел. Спасот на Зеленски е да има една сега трета светска војна. Воспротивно, тој на избори, на утрешни избори ќе загуби. Кога ќе загуби, или ќе биде линчован од сопствените луѓе, или пак ќе биде линчован од оние кои досега направи катастрофални штети. И убиства, и колку украинци војници загинаја. Некаде преценето е дека се загинати околу 1.000.000 заедно со ранетите. Тоа е една голема бројка. Почитувани слушатели, од мене толку, од Ицо Најдовски Перин. Овде прстот да си го ставиме на умот и за македонските работи и напре. До слушање.